إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Bi'idhnillahi ta'ala, ke продолжиме со ова изворедна книга од ова извореден автор, а таја е Навақидул Ислам, поништувачите на Исламот, од изворедниот автор Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Во минатиот дерс бевме во самиот вовет што го зедовме, а тоа беше од нашиот шейх Ал-Аллама Абдуллах Ал-Бухари хафизахуллах. И застанавме тука каде шейх Абдуллах Бухари хафизахуллах спомнуваат неколку правила во врска со текфир. Со текфир, значи текфир е да го извадиш некого од верата, да го осудиш за неверник. И дека оваа работа е многу врвно опасна работа, и оваа работа не е работа за луѓе кои немаат знаење, туку овие работи се враќаат кај алимите. А не секој кој како ќе му текнет и како ќе има емоции и страсти, осудуваат други муслимани со неправда за неверници. Ова работа е врвно опасна работа, што треба да се вратиме кај алимите кои се стручнаци за оваа работа, за така да не се прави неправда на луѓе кои се невини. Шейх Абдуллах Бухари хафизахуллах велит ба'ду давабит фит текфир, неколку правила во врска со текфир, со осудување за еден муслиман дека е неверник, излезен од верата. Прва работа што треба да знаеме, прва работа што треба да ја сватиме, таја е ен та'лема enne текфира хаққуллахи ва ли расулих. Да знаеш добро, да разбериш добро, да сватиш добро, дека правење текфир, осудување еден муслиман за кафир, ова е Аллахово право и на Аллаховиот пратеник, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Така, фала једжузу лека тақаддум бейна једеј Аллах ва расулих. Така што не ти се дозволува тебе, не му се дозволува на еден муслиман да тој да земи смелост и да излезе пред Аллах субхана ва та'ала и пред Аллаховиот пратеник. Треба да се држит. Шейх Абдуллах Бухари што велит? Ла будда фихи минал бурхан минал китаби ва сунна. Во врска за таја работа, за да го осудиш него за излезен од верата, треба да имаш доказ. Од каде? Од Аллаховата книга и од суннетот од пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Доказ што е јасен, убедлив доказ, што нема во тој доказ никаква нејасност и нема тука никаква несогласност меѓу алимите и нема тука никакво погрешно тумачење. Јасен доказ, без никакви препреки. И оваа работа затоа се ти можеби
со твоето незнаење, мислиш дека имаш доказ за да осудуваш некои муслимани со неправда за неверници, а во вистина, ако ја вратиш таја работа кај алимите, кај оние кои имаат вистинско знаење и разбирање, ќе се разјасни дека ти во вистина работиш и употребуваш тука докази кои во реалност не се јасни докази за тоа поради што ти него го обвинуваш. Затоа треба врно да се пазит во оваа работа. Значи ова беше прво правило што треба да се знае, во правилата на текфир, да се знае дека ова е Аллахово правило и неговиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем, и не ти се дозволува да излезеш пред Аллах субханаху ва таала и неговиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем, туку треба да имаш за тоа доказ од Аллаховата книга и од суннето на пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ве селем, јасен доказ. Втора работа, второ правило што треба да го познаваш во врска со текфир, осудување на муслимани за неверници. Има тука разлика меѓу текфир, осудување, да го осудиш еден муслиман за неверник, за отпадник од верата, и да го осудиш еден муслиман за новотарец. Ет-тебдиј ва текфир се два различни прописи, но за жал што луѓето можеби немаат доволно разбирање за верата и знаење и познавање, мешаат едната работа со друго без да се во совест што прават и што кажуваат. Но во вистина со оваа работа се искажува човекот самиот дека имат врвно непознавање за верата и влагат во теми кои тој не е здрел за тие работи да зборуваат, а камоли па и да осудуваат. Втора работа, второ правило од правилата што се поврзани, од прописите што се поврзани во врска со ет-текфир, вели шех Абдул Бухари, хафизахуллах, еш-ширку науан. Ширкот е две врсти. Вал куфру кадалик науан. И така исто е куфрот, неверството, два врста. Ван нифаку и нифакот, нифак, и тото, мунафик, лицемерието, исто е два врста. Ел куфру, ел акбар, ел мухридж мин ел милла. Имат голем куфр, големо неверство, што човекот го ваѓат од верата. Уал куфрул азгар, и малиот куфр е лейсе би мухриджин мин ел милла. Малиот куфр не го ваѓа човекот од верата. Зошто? Некој треба да размисли добро. Зошто шех Абдул Бухари, хафизахуллах, го спомнуваат ова во прописите на текфир? За да знаеме дека имат мал ширк и голем ширк, мал куфр и голем куфр, мал нифак и голем нифак. Зошто? За да знаеш ти да разликуваш дека има тука мал ширк кој не те ваѓат од верата, имат голем ширк кој те ваѓат од верата, така и со мал куфр кој не те ваѓат од верата, голем куфр кој те ваѓат од верата, така и со нифак. Ти треба да ги знаеш, ако ти не ги знаеш овие работи, ти со една вага, со една врста на ширк или куфр или нифак, ќе ги споредуваш и осудуваш сите луѓе, и во вистина тие се дела нивни што се мал ширк или мал куфр или мал нифак, но ти дека не знаеш и немаш познавање дека имат и мал и голем, така ги осудуваш муслиманите со неправда за неверници. И оваа работа е врвно
vrvno opasna i vrvno komplicirana. Zato, znači, ne vlagaj vo raboti koji nemaš znanje i poznavanje, tuku tije raboti vrati gi kaj alimite. Zašto ne je samo rabotata, kako što mislat zabludnite glavi Havarić, ne je rabotata samo ti da go osudiš jedan musliman za nevernik, so tvoje to neznanje. Tuka imat se povrzuvat mnogo drugi komplicirani propisi. Vo vrst kako ga jedan musliman se osuduvat za kafir. Tuka ima drugi propisi što sledat posle ova osuduvanja. No tije luge ne gi poznava tije propise, ne gi gleda tije propise, ne gi učele tije propise i samo taka so nepravda, so preteruvanja gi osuduvat muslimanite za nevernici. Znači za nevernici, za otpadnici od verata. Za otpadnici od verata. Zato znači znajte kad imat i mal širk i golem širk. I mal kufr i golem kufr. I mal nifak i golem nifak. Zašto? Zato ako ga neko ke dojde kaj tebe i sakat nekoj musliman da go osuduvat vo tvojite oči za nevernik, toga ti prašaj go. Da li je može bi ova, poradi što ti nego go osuduvaš, može bi je mal kufr, a mali od kufr ne te vađat od verata. Znači ti zato ovi raboti, ovi pravila, ovi elementarni propisi, treba dobro da gi shvatiš, da gi razberiš i da gi pamtiš. Treta rabota, treto pravilo, što se povrzuvat so pravilata na tekfir, velit našio šejh al-allama, al-muhaddith, Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah. أن من ثبت إيمانه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. Veliš Abdullah Bukhari, hafidhahullah, kaj onoj čovek vo koji se ima ustanoveto veruvanje to, so ubedljivost, so cvrstost, so jasnost. فَلَا يَزُولُ عَنْهُ إِلَّا بِيَقِينَ. Taka što ne se odstranuvat, ne se poništuvat od toj čovek veruvanje to, ostven so ubedljivost, so jasnost. La yezulu l-islamu bi-šek. Znači, islamot od jedan čovek ne se poništuvat so somneži. Znači, ti ideš i sakaš jedan musliman da ga obviniš za nevernik. No ti nemaš cvrsti dokazi. Imaš somneži. Negoviot islam je uveren, ustanoven so jakin. Jakin so cvrsto ubeduvanje. Ti ne možeš sega da mu go poništiš njemu negoviot islam so šek, so somneš. Ne možeš. Ova ne ti se dozvoljava tebe. Ova je od pravilata. Ova rabota, znači ovdje Havarić, tekferijun, znači gi prava nivnite propisi, gi grada nivnite osuduvanja. So što? So somneži. So somneži, na mal primer, koga beše živ kralot Abdullah ibn Abdulaziz, rahimahumullah. Koga se stretna so nekoj znači, predsedateli, kako Bush i drugi, imaše tuka servirano pijalog, znači izgledat kako Coca-Cola. Što pravat El Havarić vo naše to vreme? Velat ne, ova beše vino. Znači ovdje ti nisi siguran. Ti nemaš sigurnost o to. Znači ima i
sokovi voćni što ima toj izgled, ima ti Coca-Cola i tako, znači drugi pjaloci. Ne, ti je na nivni odsomneš, bez nikakov cvrst dokaz, gradat ti je osuduvanja i gi vađa take muslimani to dverata. So što? So somneži, ne so cvrsti argumenti. Znači ti trebaš ovije pravila da gi shvatiš dobro, da bidat ucvrsteni vo tvoje to srce, ja abdallah. Ako ti na vistina baraš spas za sebe si tvoja i za tvojite bliski, togaž počni da učiš ova vera detaljno. Počni da učiš ova vera detaljno. Ne ova vera so periodi. Znači, jedan period ke bidam poaktiven, pa posle pak je osta. Kako jedno hobi. Imam se ja volja, poveke, ke go pravam toa hobi. Nemam volja, ke go ostavam na strana. Ne. Ti trebi da shvatiš. Ti si stvoren od tvojot stvoritelj, Allah subhanahu wa ta'ala, za jedna vrvna, važna rabota. A to je da ti, Allah ta'ala, jedinstveno go obožavaš vo site vrsti na ibadet i da se otkažiš od širkot i mušricite. Ti si za to sozdaden. Ti nesi sozdaden da jadeš, da piješ, da spiješ i to ako pravat životnite. Tebe Allah subhanahu wa ta'ala te počestil so razum, te napravil insan, ti objavil knjigi, ti ispratil pratenici. Zato uči ova vera pravilno. Se ti, ako misliš, jas nemam potreba da vlagam toliko detaljno vo ova vera, vo toj moment ti si žrtva na onije koji se izigruvat so česta tvoja i so razumo tvoj i so verata tvoja. Znači, da li sakaš, da li jedan čovek zdrav, prav čovek, da li dozvoluvat na sebe si da stanit igra voracite na igračite i lažgovcite. Ne sakat, nikogaš ne dozvoluvata. No ti ako ne učiš ova vera, ako ne shvatiš ova vera kako trebi, ako ne gi učiš argumentite za to, ti si igra i bez da osjetiš. I bez da osjetiš si igra vo nivnite raca. Zato ne dozvoluvaj da se igra nekoj si zabludni glavi so tebe, tuku počni da učiš ova vera, kako mu dolikuvat na jedan musliman da učit, se nije velime sahaba ridvanullahi alejhim, kako beja sahabite i koliko beja cvrsto shvateni za islamot i taka natamo? Da, točno taka. No i ti, sledi gi sahaba, vonivnite dela. Sledi gi sahaba, vonivnite dela. Zemi gi sahaba za primeroci, ne samo za da go razubavuvaš tvoj odgovor koga ke se sretneš so luge, tuku zemi gi sahaba ridvanullahi alejhim za vistinski primeroci vo tvoj život. Se sahaba ridvanullahi alejhim ne štedeja vo učenje to na ova vera i vo pomaganje to na ova vera ne štedeja ni samite nivni duši. Znači ne zborime za imanje i za dunjalog, tuku i samite nivni duši negi štedeja vo učenje na ova jedinstvena vistinska vera, a to je islamot, so koji dojde na kraj, posleden pekamber, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zato ova dobrina koji ti je dade na tebe i na nas site, znaj mu je vrednosta i ne gubi ova dobrina. Ne ostavaj da ti izbjegat od tvojite race ova dobrina, koga ti imaš možnost da je naučiš i da je praktikuvaš. Znači,
Šejh Abdullah Buhari, hafidhahullah, veli vo tretiot propis, vo tretото pravilo, vo vrska so pravilata на текфирот, дека на онај човек кој се имат установено, уверено, неговото верување, неговиот ислам, со цврсто, јасно убедување, тоа не се поништуваат кај него со сомнежи, туку без друго, значи се барат повторно со цврсти и јасни докази. وَلَا يَزُولُ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ. И исто така, не се поништуваат исламот кај еден човек, кај еден муслиман, се додека не му се пренесат на тој човек аргументите. وَإِزَالَةِ شُبْهَةِ. И да се отстранат сите сомнежи кои ги има тој. Значи да се отстранат сомнежите кои се во неговото срце, во неговото верување, да се отстранат тие сомнежи и да му се пренесат нему аргументите, значи како што вели токму Шејхул Ислам Ибн Тајмија рахимахуллах. Значи Шејхул Ислам Ибн Тајмија рахимахуллах вели, значи треба да му се пренесат нему аргументите и истовремено треба да се отстранат оние сомнежи кои се во неговото срце. Треба да се отстранат за, значи, да се установи на крај дека тој човек ако продолжи натаму со тие исти убедувања кои се неверство, значи излагат од верата. Четврта работа, четврти пропис, кој го спомнуваат нашиот шејх Ал-Аллама Абдуллах Ал-Бухари, хафидахуллах. И ова исто, значи, од нашата јасност во нашата вера. Следење патот на пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва саллам и неговите асхаби. Значи, ние, ес-селефијун, вистинските следбеници на Мухамед салаллаху алейхи ва саллам и неговите асхаби ридвануллахи алейхим, ние не се страмиме, ние не се плашиме да ги спомниме со полна и горда уста нашите алими, како од нив што е, например, овај алим, шејх Абдуллах Ал-Бухари, хафидахуллах. Ние не сме како некој што велат рекол еден алим, рекол еден шејх, рекла улемата. Ти треба да кажеш кај ти е тебе, значи, кај ти е тебе изворот, кој ти е тебе референц. Треба да кажеш, треба да бидеш јасен. Кун селефијен вадихан. Биди јасен селефи. Јасен селефи во твоите говори, во твоите дела, во твоето правење и чинење, во сите работи. Ти си јасен. Дали си дома, дали си на улица, дали си во џамија, дали си на пазар, дали си на патување, ти си јасен. Селефијен вадихан. Јасен селефи. Не појди вамо инако, појди таму уште поинако, појди на друго место уште поинако. Дали е ова вера? Вера кој не е научил нас Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Затоа време е да се разбудиме. Време е да не дозволиме некој тивки манипуланти, тивки интригачи со тивкос да те изигруваат тебе во твојата вера и во твојата чест. Четврто правило кој го спомнуваат нашиот шејх Ал-Аллама Ал-Мухаддис Ал-Алим Абдуллах Ал-Бухари, хафидахуллах, во врска со правилата на текфирот, велит шејх Абдаллах: وجوب التفريق بين التكفير العام المطلق والتكفير الخاص المعين.
Šejh Abdullah Buhari hafidhahullah veli, zadolžno je. Znači, zadolžno je, ne znači preporačljivo, ne, zadolžno je. Vujub et tefriq, zadolžno je da razlikuvaš među opštio tekfir i onja specifični od direktni od tekfir. Znači, treba da razlikuvaš. Ova rabota je mnogo važna. Se ti ako ne shvatiš ova rabota, ova pravilo, ti ke gi zemiš zborovite na alimite, bez da gi razberiš i posle toga gi upotrebuvaš vo nepravda sprema muslimani i se argumentiraš vo taja tvoja nepravda so demek zborovite na alimite. Vo vistina ti ne gi razbiraš zborovite na alimite, ti si ne znajekovo razbiranje na zborovite alimite i taka praviš na muslimanite nepravda. Taka činiš na muslimanite nepravda. Znači, nije treba da razlikuvame. Da razlikuvame znači, među što? Da razlikuvame među opštio tekfir i specifičnio, direktnio tekfir na jedan čovek. Šejh Abdullah Buhari hafidhahullah veli, što je onaj tekfir al-am, znači opšti tekfir. Što je to opšti tekfir? Veli šejh Abdullah Buhari hafidhahullah, men qala kada, yani huwa kafara. Men fa'ala kada wa kada kafara. Opštio tekfir je koga ti slušaš se velit vo knjigite na alimite, vo knjigite na selef, koji velit vaka i vake napravil neverstvo. Koji pravit vaka i vake napravil neverstvo. Znači, ova je opšti tekfir. Znači, ovdje ti ne spomnuvaš jedan čovek specifično, direktno. Ovaj i ovaj stanar je nevernik poradi ova, ne. Znači, veliš koji pravit vaka i vaka, koji velit ova i ova, znači ovdje se dela ili zborovi na neverstvo. Znači, deloto ili govorot na sebe si je neverstvo. No, koga treba da nije osudim jedan čovek specifično, toga znači treba bez drugo, kako što spomna šejhul Islam ibn Tejmija rahimehullah, da mu gi prenesime njemu lično argumentite i da gi odstranime somnežite. I ova rabota je rabota na alimite. Ova rabota je na alimite, ne na seko jedan pojedinačni uličar i ne znaj ko. Zato, znači, ako vidiš ti nekoj si deca, iako se može biti vo golema возраст, no gledano islamski, znači vo učenje to na islamu se deca ušte zabite ne im imati zlezeno na njih, koga ke vidiš nekoj od njih, da ti je ima smelost, znači ova je surova smelost da osuduva muslimani za nevernice, togaž pazi se od njim i držiš se daleko od njih. Znači, trebit da pazime i da razlikuvame. Što da razlikuvame? Znači, među opštio tekfir i onoj tekfir, znači, onoj tekfira što je, znači, specifičen, nasočen sprema jedan pojedinačen čoveka. I velit šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah deka yani الشخص المعين, znači jedan čovek, specifičan čovek, la yuhkam bil kufr hatta tuqam alayhi al-hujja, znači na jedan čovek, specifično jedan čovek, ne mu se, znači ne se osuduvata so neverstvo,
се додека не му се пренесат аргументите, за да му се разјаснит и да му се отстранат нему сомнешите, дека тој, ако го прави тая работа, со правење на тая работа и настојување на тая работа, дека тоа него го ваѓат, го isfарлат од верата. Затоа, значи, треба овие правила многу добро да ги разбериме и најдобро за да ги разбериме овие правила, да ги запишеме еден по еден и да размислуваме во врска за овие правила, за да се уцврстат тие во нашите срца. Се не само еднош си ги слушнал и мислиш сите работи ги разбра и нема потреба да запишуваш, не, тоа е само измамување на себе си твое. Значи, не се измамувај, не си давај лажна надеж на себе си. Петта работа, петто правило, петти пропис во врска со прописите на текфир, велит шех Абдулла ал-Бухари хафидахуллах, أنه لا تلازم بين الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر وبين فاعله أو قاعله. Величи Абдулла Бухари хафидахуллах дека не е работата една со друга поврзана секогаш. Значи, што се мисли тука? Осудувањето на еден говор или на едно дело, дека тој говор или тоа дело е неверство, дека аутоматски одма и тој што го прави тоа дело или што го изговара тој говор, дека и тој е неверник. Значи, овде не е ова секогаш едно со друго мора да биде. Значи, ако изговорил тој говор на неверство или дело учинил на неверство, дека аутоматски и тој човек, тој говорник станува, значи, неверник. Значи, ова не е секогаш, значи, не оди заедно. Значи, ти ако го земиш ова како правило кај тебе, што велиш, кога човекот изговара еден збор на неверство или прави дело на неверство, одма го ваѓаш од верата, без да му ги пренесеш аргументите, без да му ги отстраниш сомнежите што ги има тој. Значи, ова работа ти без друго треба да пазиш. Се може би, како вели шейхул Ислам ибн Тајмија рахимахуллах, некогаш некој човек изговарат некој збор, што тој намерува со тој збор едно добро значење, но на крај, во вистина, тој намерувал и мислел дека тој збор има добро значење. Затоа, значи, треба да се разликуваат меѓу говорот и делото што е куфр и оно што го изговарат и правителот, учинувачот на тоа дело. Исто како што е хадисот, за пример, за разјаснување, хадисот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, кога еден човек во пустина го губит, значи, неговото животно, што имат тука сета храна, и на крај го барат, губит надежта дека може да го најдет, се легнуват под едно дрво и чекат смртта. Одеднаш кога ги отворат очите, го гледат животното со целата храна пред него. Тогаш, од толку голема радост, сгрешават. Што велит? О Аллах, ти си мој роб, а јас сум твој, значи, твој господар. Што рече пекамберот салаллаху алейхи ва салем? Ахтаа мин шиддати фарахи. Значи, сгреши тој тука од огромна радост. Значи, зборот на себе си е куфр, но човекот, значи, не наменуваше тоа. Тој сгреши, падна во таа грешка, значи, од огромна радост. Тоа, значи, треба да разликуваш. Не да бидеш, значи, како хаварич, за да ги осудуваш муслиманите со неправда за неверници. Се ти ако не пазиш овај пропис,
Ако не го имаш, значи, овај пропис во преглед, ти ќе ги правиш муслиманите за неверници, а во вистина тие се муслимани и ти правиш голема, огромна неправда. Затоа треба, значи, врвно да се пазиш. И затоа овие рабоче, значи, се враќаат кај алимите. Се може би ти, со твоето незнаење, мислиш да, тој е више неверник, заврши, чафир и не знам што. Но кога ќе се вратиш кај алимот, и алимот ги знае сите овие прописи, и сите овие работи што треба се земат во предвид, тогаш ќе видиш дека се имаш во вистина избрзано и имаш огромна неправда направено на еден човек што уште е муслиман. Затоа пази се добро. Шести пропис, кој го спомнуват Шех Абдул Бухари, хафизахуллах, шести пропис и последен пропис од тие правила во врска со текфир, вели Шех Абдул Бухари, хафизахуллах, التكفير للمعين يوجب قيام الحجة بثبوت الشروط والانتفاع الموانع. Значи, правење, чинење, специфичен текфир на еден човек, специфично да му правиш нему текфир, да го осудиш за неверник, задолжно е да му ги пренесиш нему аргументите, да му ги пренесиш нему доказите дека оваа работа или овај збор или ова верување или овај сомнеш кој ти го имаш со овај аргумент од Аллаховата книга и од сунетот од пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ве селем е неверство. Значи му кажуваш, му објаснуваш и после тоа иде пресудувањето. Но оваа работа, значи пак, повторуваме, е работа на алимите, не на поединци, за да направат каос и со неправда да ги осудат муслиманите. Зошто треба да се пренесат аргументите и доказите? Зошто Аллах субхана ва таала вели: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ. Аллах субхана ва таала вели: ние не казнуваме никого се додека не испратиме еден пратеник. Зошто пратеникот? За да ги пренеси тие аргументи и докази. За после тоа да немаат луѓето доказ пред Аллах субхана ва таала. Да немаат луѓето оправдање пред кого? Пред Аллах субхана ва таала. Затоа وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Значи ние не казнуваме никого, велит Аллах таала, се додека не испратиме еден пратеник. Зошто? За да им ги пренесе, значи, тие аргументи, тие Аллахови аргументи. За после тоа да немаат тие луѓе никакво оправдување пред Аллах субханаху ва таала. И шо вели после ова шейхул ислам ибн Таймија рахимуллах: قد دل الكتاب والسنة أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة. Значи, аргументите во Куранот и во Сунетот содржуваат што? Дека Аллах субхана ва таала не казнува никого, освен после тоа кога му се пренесува нему објавата. Значи, кога му се пренесува нему аргументите, после тоа, значи, се случуваат да бидат тие казнети, поради што не примаат аргументите, доказите од страна на оние кои ги испратил Аллах субхана ва таала, тие се Аллаховите пратеници, пекамбери. Рековме и спомнавме сега во последното правило и пропис дека, значи, требит за специфичен текфир да се реализираат шурут, значи условите,
и да се отстранат сите пречки. Значи, за правење текфир специфичен на еден човек, требат да се исполнат, што? Условите. И исто така, истовремено, требат сите пречки што можат да бидат во врска за правење текфир, треба да бидат отстранети. Значи, исполнување, важна ова работа е многу, врвно важна. Исполнување на условите и отстранување на пречките. Од оние услови во врска со ет-текфир, вели шех Абдул ал-Бухари хафизахуллах, وَالشُّرُوطُ لِلتَّكْفِيرِ, значи условите за правење текфир на еден муслиман, за осудување на текфир, العلم, да има знаење, да имаш потполно знаење, а спротивното знаењето е джахлун, незнаење. Затоа значи треба да имат знаење, да имат знаење. Втора работа од условите на текфир е تحقيق القصد والمنافي لعدمه. Значи да биде тука да се установит дека тој човек, што сакаш ти специфично да го осудиш, го намерил тоа нешто. А спротивното тоа значи да не го намерил тој тоа нешто. Значи, во врска како, например, онај што е присилен и крах, онај кој е присилен да изговори еден збор на куфр. Значи, тој не го намерува тоа. И тој нема намера во срцето негово да прави куфр. Но, поради присилувањето и маките и тортурите кои ги тргат, го изговарат тој збор. Но немат намера. Но овде важна работа, што треба да се спомни, вели шех Абдул Бухари, وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا مَنْ كَانَ هَازِلًا. Но во оваа работа, значи да биде установен, намерата него да биде установета, во оваа работа не влага, значи, не е оправдан, значи, во оваа работа, оној човек кој се изиграват и се шегуват. Значи, од шегување изговара зборови на куфр. Овде тој не е, значи, не е оправдан. Нема никакво оправдување, туку се осудуват. Потоа, спомнува шех Абдул Бухари, интифаул мавани, значи отстранување на пречките, кои можат да бидат, значи, пречки, ма јумнау al-hukmu bit-takfir, значи, што значи, ти забрануваат, не ти дозволуваат да го осудиш тој човек специфично за неверник. А тие се, значи, четири работи. Четири, значи, мавани, четири пречки. Една работа, првата е el-джахлу, значи, незнаењето. Значи, тој е незнајко. Може би, живеал во некој дела, што нему му е научено и кажано од некој си оджи, со име само оджи, дека тоа дел од верата, а во вистина тоа е ширк и куфр. Тој не знае. Значи, ти оваа работа е овде за пречка да го судиш него за неверник. Е пречка. Значи, што треба да го научиш? Кога го научуваш, му ги пренесуваш доказите и аргументите од Куранот и од Суннетот, после тоа, значи, оваа пречка се отстрануваат и тој нема, ако продолжи пак на тоа, нема никакво оправдување. Значи, прва пречка што може да биде пречка, значи е el-джахлу, значи незнаењето. Но кога дојдеме пак во врска со овај джахл, шех Абдул Бухари што велит? Во врска со незнаењето. Раф'ул джахли мухиммун джиддан. Значи, ти требит муслиманот да го отстранит незнаењето од себе си свој. Значи, отстранувањето од себе си свое е многу важно. Врвно важно. Значи, отстранување на
neznanje to od sebe si tvoje vrvno važno. وَذَلِكَ يَحْسُلْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ. I kako se odstranuvat neznanje to od sebe si tvoje? Znači sobaranje znanje. بِطَلَبِ الْعِلْمِ. Znači sobaranje znanje. Koga ti ke baraš znanje, koga ke učiš znanje, odstranuvaš to neznanje vo sebe si tvoje. I zato od najvažnije raboti, što onaj koji barat znanje, koji je talibul ilm, barač na znanje, student na znanje, to je prva rabota što gledat, i što nameruvat, ne da go napolni negovio džep so pari, ne da gi lažit posle lugjotovo negovata zemlja. Prva njegova rabota, prva njegova cel, prvi njegovi nijet je toj da go odstranit neznanje to od sebe si svoje i da se napolnit so znanje. Zato je da go obožava njegovio sozdatelj Allah subhanahu wa ta'ala so znanje, so razbiranje. Znači ova je prva rabota što ti trebite v obaranje to na znanje. Ne da staneš poznat, ne da te narekuva ljudje to so ime i so ne znaš što i ne znaš, ne, tvoj ta cel je da odstraniš neznanje to od sebe si svoje. Iako može bi nikoj nema da te znajde, da te spomnuva tebe. Ама ti ovi raboči ako ne gi znaješ i posle ke dojde nekoj si lažgo i manipulant i te izigrava tebe i ti misliš vidi ovdje bil vo Medina, ovdje bil vo Meka, ovdje bil vo Rijat, ovdje bil vo Kasim, ovdje bil vo Egipet, ovdje bil. Bil za da dojde da te izigruvat tebe. Zato odstrani go, neznanje to od sebe si tvoje. No to se odstranuva so baranje znanje. Znači ne so rehatlok. Se kako što velat selef, rahimahullah, la yunalu l'ilm bi rahati l'jasad. Znači znanje to ne se postignuvat so jedno mirno odmoreno telo. Znači so odmoreno telo, so dobar son i spavanje na vreme i koliko da sakaš ti i preteruvanje, ne postignuva znanje. Ti so to samo sonuvaš so otvoreni oči i se lažiš sami od sebe si. Znači, neznanje to se odstranuvat so baranje znanja, ne so spijenje. I ne kako baranje znanje, kako jedno hobi, sega imam malce volja, posle nemam volja, ne, ti imaš poveće potreba za ova znanje, od što imaš potreba za pijenje i jadenje. Se što velit imamu sunna, imam Ahmed rahimahullah, za jadenje i pijenje imaš potreba jednoš ili dva pati na denot. No za znanje imaš potreba sekoj mig vo tvojot život. I isto, vo vrska so neznanje to, što je prečka vo osuduvanje na jedan čovek za znači nevernik, Šejh Abdullah Buhari, hafidahullah velit, al-udhru la yakun udhran illa ma ajzi an izalatihi. Yani, opravduvanje, koga je čovjek opravdan so to neznanje, togaž je ona opravduvanje, važečko opravduvanje, koga toj čovjek ne imaše možnost da go odstrani to neznanje. Znači, nemal možnost kada da učit. Ne mu je dadena možnosta. Ne mu je pružena možnosta da učit, za taka to je da go odstrani to neznanje. A inače, ako mu je pružena možnosta, ako imal možnost, i to je ostanal neznajko, nemat opravduvanja. Znači, rabota ta je mnogo opasna.
работата е врвно опасна. Затоа разбуди се. Втора работа, што е од пречките за еден муслиман да се осуди специфично за неверник е та'вил. Та'вил значи погрешно тумачење. Значи тој една работа е тумачил, е разбрал погрешно. Или му е кажал некој, му е тумачил погрешно. Значи тој не намерува со тоа неверство и ширки, куфар и нифак и така натаму. Туку некој, или тој самиот од неговото незнање, е тумачи таа работа погрешно и тога што прави? Ојд бара, значи, кај мртвите помош и други слични работи. Поради некои погрешни тумачења. Ова е исто препрека, значи пречка за да го осудиш за неверник. Се додека да му ги пренесеш аргументите и да му го поправиш, значи тоа погрешно тумачење. Од пречките што можат да бидат за правење на еден муслиман да го осуди за неверник, од пречките што се ел хата, значи грешка. Од грешка се го прави тоа. Како што спомнавме во врска со човекот што се израдува за неговото животно, после кога изгуби секоја надеж. Значи тука грешка. Поради тоа не се осудува, иако беше зборот на себе си неверство, но тоа беше грешка од голема радост. Затоа значи треба во оваа работа да пазиш овие работи, да ги знаеш условите за текфир, препреките за текфир, па прописите за текфир. Значи овде гледаш работите се сложни и една со друга се поврзани. Не е како што мислиш ти, како што ти кажува некој текфирчина по YouTube и не зна каде, хаварич, и ти сервираат, ти можеш да правиш паушално муслимани за неверници и шо ти знам. Значи, овие работи се врвно опасни. Последна работа, од оние работи кои можат да бидат причина за препрека да бидат осуден еден муслиман за неверник е ел икрах. Икрах значи да биде тој муслиман присилен за правење едно дело или изговарање еден говор на куфр. Значи тој е присилен. Ти ако гледаш од далеку и гледаш што прави, тој велиш видио, овие е чафир, неверник. А ти не знаеш дека тој е присилен за тоа и гњавен и малтретиран и го осудува, значи, на она што го гледаш само, без да знаеш дека тој е присилен. А тоа е препрека за да го осудиш него за неверник. Препрека. Значи, ова ни кажува нас, дека овие работи треба добро да ги сфатиме и добро да го чуваме нашиот јазик во врска со текфир, значи осудување на еден муслиман за неверник, и овие работи да ги вратиме кај алимите, а не секој поединачно со неговите емоции и страсти да осудуваат други муслимани со неправда. Така што, секој еден треба добро да ги напише овие работи и да ги научи на памет и да мислит убаво, за да ги разбери добро, за така да се уцврстат тие во нашите срца. Така што, ќе се задоволиме вечерва со толку и би иднилахи таала од идниот дерс ќе почнеме со поништувачите на исламот. Ен-навақид ел-ашра, значи што се 10 поништувачи на исламот. Ова беше како вовет за да ги имаме, значи, елементите, базите со нас, за после тоа, значи, и да сватиме понатаму тие поништувачи со овие правила што ги учиме сега на почеток. Хада ва саллаллаху ала небина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.